Кошарката е повеќе од игра. Тоа е дисциплина, карактер и момент кога топката одлучува дали ќе бидете херој на терен. Денес во подкастот разговараме со млад кошаркар, кој чекор по чекор полека ја гради својата приказна на паркетот. Не доаѓа од Скопје, но во разговор со неговите тренери ми кажа каков Скопје, тој е струмиченец. Ми кажа и многу други работи, но секако тоа ќе го дискутираме во текот на подкастот. Иако е само 24 години, тој има искуство, се соочува со одредени предизвици и има визија што значи да се биде спортист во Македонија. Ќе кажам добре дојде на Јован Александровски. Добре дојде во мојот подкаст. Добре ве најдов. И ти благодарам што се одзва на поканата. Среќна сум за тоа што прв пат разговараме со кошаркар во нашиот подкаст. Чест ми е дека тоа така и чест ми е на ова гостување тука и возбуден сум стварно за нашиот разговор. Така, уште на самиот почеток кажаа тренерите, не е скопјенец, струмиченец е. Што се случи? Што те донесе во Струмица? И од каде толкова голема љубов кон Струмица? Тоа можам да го чувствувам во разговорот со тебе, уште и пред да се уклучат и камерите и во разговор, нели, кога дискутиравме претходно за подкастот. Да, па вака јас претходната година бев дел од суперлигашка екипа и таму во периодот после нова година, почетокот на вториот дел од сезоната, веќе некако не можев да се уклопам во екипата и моето место некако се чувствував дека го изгубив. И на некој начин ми требаше излез од сето тоа, ми требаше некоја нова околина и нова шанса за повторно да се пронајдам себе си. И баш тој период ме исконтактира од Струмица. И се договоривме, дојдов, целта ни беше да дојдам да помогнам на екипата да се опстане во тогашна втора лига, сега прва лига. И успеавме да го направиме тоа. Да. Ти си веќе втора сезона во Струмица? Да, точно. Ќе те прашам и за почетоците во самата, нели, кошарка како спорт, зашто го имаш одбрано, меѓутоа кажи ми во Струмица. Се сеќаваш кога дојде првиот ден во Струмица или на самиот почеток? Како беше прифатен од струмичани, од тимот? Да, некако и спонтано се случи, да речеме. Јас очекував дека ќе треба многу покасно да дојдам, но јас дојдов одма под подпис следниот ден, одма бев вечерта на тренинг тука и одма после 2 дена играв првата утакмица. И добро беше што така и одма ме фрлија оганот, да речеме. Мислам, колку толку дадов се од себе добро да се адаптирам и на некоја нова улога, бидејќи претходно беше многу поразлична мојата улога во другата екипа каде што бев. Но интересно беше од кога дојдов, бев целосно тука, имаше некои други играчи надвор од Струмица кои што патуваа често за тренинзи, но мене кога ми ја дадоа понудата дека можам целосно да сум тука, ја прифатив и бидејќи стварно ми требаше излез и од целата атмосфера во Скопје и многу уживав и од почетокот па се до крајот беше дружба со играчи и надвор од теренот имаше дружба, запознав многу добри луѓе кои што до ден денес ми се блиски пријатели и другари. Да, ние струмичани знаеме да бидеме добри гостопримливи луѓе. Се согласуваш со тоа? Многу гостопримливи стварно, бидејќи не се ни чувствував како да сум скопјанец тука на некој начин, да речеме, нели ме прифатија целосно за тоа што сум и беше целта кошарката, но имаше и надвор од кошарката секако голема дружба, али баш пошто нели се гостопримливи струмичани и за тоа некако се осеќав како да сум дома на некој начин. Да. Има ли големи очекувања тренерите кога дојде во Струмица и како се справи со тој? Пак е притисок, секако, нели, се менува средината, начин на игра, друг клуб. Предпоставувам дека не е исто. Не е исто, бидејќи пак ќе напоменам, многу ми беше поразлично улогата во екипата кога дојдов тука. Требаше да бидам заслужен за повеќе моменти во напад и повеќе моменти за целата екипа, дали или во одбрана или во напад. И ми требаше некое време да се адаптирам на тоа, бидејќи веќе подолго време не сум имал таква улога во другата екипа каде што бев. Немаше минутажа во претходната екипа? Не минутажа, но ми беше различна улогата. Јас многу Извини, доаѓаш од кој клуб од Скопје? Од кошаркашки клуб Чаев. Да, таму бев 3 години, последната година и бев капитен. И на полусезона од кога дојдов,
Јас многу уживав во сите 3 години додека бев дел од таа екипа. И сме имале некој успех да бидеме дел од купот во Суперлигата и да бидеме дел од плејоф од 2 години поред. Но кога дојдов тука, ми требаше време да се адаптирам, поготово бидејќи не се ни чувствував сам себе, да речеме, спремен за таа улога, бидејќи ја изгубив само довербата во претходната екипа и ја изгубив довербата во себе за моите кошаркарски способности. И затоа кога дојдов во Струмица, ми годеше многу таа улога, бидејќи ми даде повторна шанса да се пронедам себе си. И можеби некоја друга верзија на себе со повеќе самодоверба и повеќе доверба во себе, кога ќе стапнам на кошаркарскиот терен. Значи ли тоа дека во Струмица се промени животот на подобро за Јован? Да, на многу добар начин, бидејќи сум имали тешки времења на некои тешки размислувања поврзани со кошарката и надвор од кошарката, но чекор по чекор цело време сум давал максимално 100% од себе за да можам да се извлечам од таа некоја психичка дупка во која што бев паднат и да можам да имам успех понатаму со кошарката. Так. Мене ми е мило кога вака млади отворено искрено разговараат, нели, за сите имаме ние проблеми, да. Но на крајот од се важно е како ќе се справиш со проблемот и да, мислам како дека ќе излезеш од сето тоа. Да, се што ни се случува да реагираме на тоа на најдобар начин како што можеме за себе, па понатаму за луѓето околу нас или дали е кошарката за екипата или што и да следува со тоа. Да. Морам да покажам и на публиката која гледа. Јас не верувам дека има струмиџанец кој има истетовирано струмичанка под маска. Да. Но Јован ја има. Да. Јас морам да ја најдам и да ја покажам. Зошто се случи тоа? Која беше зошто идејата да ја стетовираш струмичанка под маска? Јас од кога дојдов тука и повеќето од моите тетоважи што ги имаат длабоко значење и од кога дојдов тука бев после некој период бев сигурен у себе дека сигурно ќе ставам некоја тетоважа за Струмица, само требаше да одлучам што ќе биде тоа. Размислував и нешто со грбот на Струмица да се смисли, но кога ја видов статуата, одлучив да таа сакам да биде, бидејќи визуелно мене ми се допаѓа како изгледа и тетоважата исто многу добро искочи. Така за секогаш ќе си ја носам Струмица со мене каде и да одам баш заради тетоважата. И сите моменти и луѓе што следуваат. Нека биде тоа примери за сите струмичани. Како се сака Струмица од страна? Дали биде пример, али така, да. Сепак и има многу луѓе што се изненадени. И стварно јас мислам дека и кога ја направив беше тоа муабето дека нема некој струмичанец со таков тип на тетоважа за Струмица, али мене ми значи многу и си ја ценам. Учиш и струмички? Ти оди некако струмички од или не? Да, претходната година кога дојдов, не ми беше толку тешко да разберам, бидејќи имам роднини во Малешевијата и можев да се снајдам за како се збори, кој израз што значи. И од оваа сезона кога дојдов од септември наваму, пробувам цело време и со тренерите, и со играчите, и со другари и другарки и им кажувам да бидат ригорозни со мене за да научам точно и мислам дека добро ми оди. Тоа што не е лесно да не разбереш на струмички. Да, дефинитивно. Посебно на тајм-аут. Ако тренерот зборува струмички, мислам дека не, се разбира, али треба 2-3 дена можеби за некој друг од страна да дојде да треба да почне да разбира точно што кажува, али јасно и гласно ни објаснува тренерот. Се има случајно на сред надпревар да ти зборува тренерот на струмички, ама ти не можеш да го цело време ни зборувал на струмички од почеток кога сме дојдени, али се разбира се јасно и гласно и начинот на кој што ни го кажува нас тренерот е многу добар и да го поздравам мојот тренер Златко Зетов, кој што цело време знам дека сака да го изводи најдоброто од нас и најдоброто за екипата и дали е тоа на струмички или на скопски, да речеме литературно, се разбира јасно и гласно е неговата порака кон нас, дали на тајмаут или во текот на играта. Така. Разговарав со тренерите пред да започне подкастот и кажа да тоа дека си веќе поластрумиченец, нели? Ти си нивно дете, си дел од оваа фамилија од овој тим на кошаркарски клуб Струмица. Те обожаваат и дека си не си избувлив, но се бориш, цврсто стоиш за твојот став. Да, мило ми е дека има такво мислење за мене и верувам дека мојата енергија јасно и гласно од страна се гледа, бидејќи и не сум тивок, тоа сум сигурен. Но
сепак јас го сакам најдоброто за сите што се околу мене и поготово еве за екипата и да ја постигнеме нашата цел што имаме зададено за оваа година, да влеземе во Суперлигата. Па сега тоа испаѓа некако дека јас сум избувлив или можеби енергијата не знам да си ја склопам во некое топче, да сум малце позатворен, али не можеме да го смириме. Да. Има енергија, дури и повеќе од колку што треба. Сакам да се чувствува тоа и моите соиграчи да ја користат таа енергија за позитивно и за самите себе, да бидеме се подобри и подобри за секоја утакмица и секоја минута што поминува, што сме на терен заедно. Те прави таа енергија, таа упорност подобар кошаркар? Верувам дека да, бидејќи имам таква енергија во себе и сакам многу да се унапредувам себе и да се подобрувам себе си во било кој аспект, али еве поготово во кошарката. Јас поминав лето добри 2,5 месеци целосно фокусиран на кошарката за да го извадам најдоброто од себе и понатаму и таа енергија да речеме на некој начин ја користам како батерија или пожар во мене за да доаѓам секој ден на тренинг и на утакмица да го дадам максимум од себе за себе, а поготово за екипата. Многу од спортистите кога доаѓаат и во нашиот подкаст на гости, и други интервјуа кои ги гледаме, знаат да кажат талентот е мал процент, многу поголем дел е упорноста, ангажманот. Да. Тој инает, да се победува и да се биде добар спортист. Се согласуваш со тоа? Верувам многу во тоа, бидејќи јас би кажал дека јас сум на некој начин пример за тоа. Јас можеби не сум имал некој си голем талент за кошарка, но од секогаш сум го сакал спортот. Тоа било воведено во мене од моите дома и од сите искуства што сум ги имал поврзани со кошарката, но верувам дека напорната работа може да го надмине талентот со сигурност, бидејќи колку и да е некој талентиран, ако го нема тоа во себе да сака да тренира и да го сака спортот, не може да стигне, дали можеби ќе стигне некаде, но не може да изгради нешто за себе што ќе биде долгорочно. Мислам дека талентот може да даде добар почеток, но понатаму да има дисциплина и напорна работа за да се искористи тој талент кон подобро. Го сваќаат ли тоа младите? Сепак и ти си млад, кажавме 24 години, си прилично млад за спортисти. Кој е твојот став? Дали младите сега спортисти го сваќаат тој момент дека треба да се биде жртва за да се успее во спортот и да се биде спортист? А подоцна би те прашала и што значи професионален спортист да се биде? Мислам дека кај нас младите го сакаат спортот и од секогаш има таа дружба во спортот, но мислам дека малце се губи тој момент на професионален спортист или младите го сакаат спортот, ама можеби не се целосно внесени во спортот, дали било кој спорт, но најмногу еве за кошарката. Младите тренираат, но можеби не сакаат да ги прават тие мали ситници кои што треба да ги прават за да станат они уште подобри спортисти. Тука стапува дисциплината, секако во игра, но тука, извини, продолжи, ќе те прашам, Се што доаѓа со тоа е да бидат редовни на тренинг, да доаѓаат порано, можеби да направат некој си тип на загревање, да бидат спремни целосно за тренингот. Главата да им биде спремна можеби за тренингот, да не заборават некои ствари, да бидат целосно фокусирани во тие саат време, саат и 30 минути, зависи колку трае тренингот, да го изведат најдоброто од себе. Па понатаму тоа да им даде добар тек од млади години, па понатаму кога ќе стигне на некој повисок левел со кошарка, кога ќе ги надминат тие младински лиги на некој начин. Да бидат спремни за напорот и сите моменти што следуваат кога ќе стигнат да играат прва лига или супер лига, за да можат уште повеќе да се подобрат самите себе. Така. Јован, колку тренерите имаат клучна улога во тој дел? Тренерите... Дали тие се клучниот елемент кој треба да ги даде насоки и да ги натера на дисциплина? Може ли еден тренер да направи квалитетен спортист, иако има многу малку талент? Да, бидејќи мислам дека тренерите директно влијаат на играчите, како ќе се постават према нив, како ќе им помогнат. Мене ми имаат многу пати кажано, ако тренер не ти кажува и ти укажува на грешките, дека не ти обрнува внимание. Можеби е тоа целосно точно
има тука дебата, но од секогаш сум гледал дека тренер кој што сака ќе го направи тоа што треба за некој играч да има успех или да се подобри себе и да може да е присутен на тренингот, за да може, да речеме, на некој начин да си помогне себе си за понатам. И тренерот директно влијае со него, со неговата енергија, како ќе му покаже, дури начинот како ќе го покаже неговото знаење према него, на најдобар начин да му го представи, за да може млад играч, било кој да е, да го прифати тоа и да го земе како совет, а не да го земе како критика. Овде ќе ги споменам и родителите, кои знаат, нели, децата ги носат на тренинг, па седат таму на тренинг, па знаат и да префрлат на тренерот, зашто не го пушта детето, не му обрнува внимание и директно се мешаат на самиот тренинг и на самите надпревари. Колку е оправдано тоа? И дали твоите родители доаѓаа на тренинзи или се мешаа на... Моите родители од првите денови, мене татко ми однесе на мојот прв тренинг за кошарка и беше колку толку таму, ама бидејќи сум бил многу мал, сум имал 9 години, неполни 9 години на тренингот и на почетоците можеби е окей да се таму како поддршка, но понатаму мислам дека треба да бидат не оставени сами, али кога сме на тренинг, сме на тренинг. Нема причина зошто да се умешува. Знам многу ситуации каде што родители, како што кажавте, директно се умешуваат на тренингот или на тренерот, али има причина зошто е тренерот ставен таму, или има причина зошто детето треба да е само и да се ослонува можеби на неговите другарчиња што се со него, или јас себе лично како да се ослонувам на моите соиграчи за некој совет или на терен додека играме утакмици или додека сме на тренинг. Родителите можат максимално да дадат поддршката надвор од терен, да можеби ако треба да ги носат на тренинг, можеби ако треба да им дадат некој совет. Јас доаѓам од двајца родители кои што биле спортисти во нивниот живот. Татко ми има играно подолго време, 20 години имал кариера со фудбал и во Македонија и надвор од Македонија во неговото време и многу е смешно дека јас сум кошаркар, но тоа е бидејќи мајка ми има играно кошарка. На мајката се значи. Да, и од првиот ден кога сум бил запишан на кошарка, сум имал поддршка дека сакам тоа да го правам и сум имал љубовта во мене према спортот. А понатаму со сите предизвици што следувале, тука биле моите родители да ме поддржат. Дали за некоја тешка ситуација од напревар, како да се справиш со тоа, или за успехот што го имаш, како на најдобар начин да го искористиш за понатам. Да, но не и да се мешаат во работата на тренерот. Да, мислам дека тоа и на тренерот му е отежно уште толку работата, а можеби детето на различен, на лош начин можеби ќе го свати тоа дека неговите не го оставаат сам да се снајде, бидејќи јас мислам дека не треба млади деца или било кој да е да се форсира да го правиш нешто што не сака. Ако можеби не сака кошарка, да отиде на фудбал или обратно, само да може он сам да се пронајде во спортот или да се пронајде во тој свет. Треба да се остави детето само да си го најде патот. Да. Ми спомна татко ти е фудбалер и не по секоја цена требало и ти да бидеш нели во фудбалот. Како го прифати моментот твојот татко? Дека ќе бидеш кошаркар, а не фудбалер? Ова прашање мислам дека треба да му го поставам, мислам дека никогаш немам разговарано со него на оваа тема. Не знаеш како се чувствуваше во тој момент кога ти реши да бидеш кошаркар? Не сум знаел бидејќи сум бил многу мал, али мислам дека него му е многу мило дека се подобрувам себе си цело време и сум во спорт кај што уживам во спортот. Сакам да играм кошарка, сакам да гледам утакмици кошарка, се што е поврзано со кошарка да го имам во мене, како што знам дека и он го имал кога бил спортист. Со многу разговори што сме ги имале и он ми давал целосна поддршка, знаел и да ме искара и да ме критикува за некои ситуации, но секогаш бил тука да ми даде совет и да ми помогне да бидам јас најдобар кошаркар што можам да бидам. Бидејќи спомна дека и двајцата родители се спортисти, нели? Има ти дадено совет кога паметиш во текот на животот и ти помага не само на терен и во животот? Да, секогаш... Спортски совет. Спортски совет, конкретно не можам да се сетам, но од секогаш моите ми кажувале да останам тоа што сум. Да не го губам жарот што го имам за се во мојот живот, но најмногу за кошарката, бидејќи јас мислам дека тоа мене најмногу ми има донесено таму каде што сум со спортот, а и они секогаш го гледале тоа страна и секогаш ми кажувале да останам вистинит на тоа што сум
но секако имало и други ситуации кај што пробувале да ми додадат нешто на тоа што сум, за да бидам уште подобра верзија од себе. Да бидеш свој. Да. Затоа ги правиме подкастите. Токму така. И викаме гости кои се своји. Да. На свој начин, кои пробуваат да стигнат својата цел. Да. Јован, кога го спомена жарот во тебе за кошарка, јас би се навратила едно 20 години наназад, кога во Струмица се играше дерби помеѓу ограждени полутрет. Тоа беше празник за Струмица и ние сите и млади и стари бевме на кошарка. Гледавме кошарка и тогаш мислам дека имаше квалитетна игра, квалитетна кошарка. Кошарката беше на многу повисоко ниво. Поправиме ако грешам, но мислам дека сега не е исто нивото на кошарка како што беше. Дали не се промовира доволно, дали веќе го немаме тој квалитет на игра, нешто ни фали во кошарката денес. Се согласуваш? Мислам дека во споредба со порано како било, да, не е толку висок квалитетот на кошарка во моментов кај нас, но мислам дека има и сега квалитети кај нас во кошарката. Суперлигата е највисокиот левел на кошарка кај нас и има квалитети во првата лига, но мислам дека во споредба со минатото и можеби во моментот во споредба со други држави што се околу нас тука и во Балканот, нашата кошарка не е на многу високо ниво, но сепак има квалитет, има добри играчи, има добри тимови и има добра игра пред се, бидејќи имало многу играчи од кај нас што излегле надвор од Македонија, доаѓаат и добри странци да играат кај нас, па понатаму имале добра шанса да отидат надвор од Македонија да играат. Сепак во споредба со порано не сум толку многу, бидејќи не сум толку многу запознаен, знам, сум слушнал за славни играчи и тимови, ги знаеме, сите ни се јасни кои се, но сепак можеби треба малце повеќе да се обрне внимание на кошарката од аспект да се даде и повеќе шанса на нови играчи или да се градат тимови кои што долго време ќе бидат заедно за повторно да се дигне квалитетот кај нас. Да. Од секогаш имало проблеми со инфраструктурно. Од памти век знаеме дека играте во ладни сали, нема услови за игра. Тоа се случувало и пред 20 години и сега. Истата сала е, исто е ладно, нема услови, но пак ќе кажам, тогаш имаше можеби малку повеќе жар во играчите. Имаше ентузијазам, имаше желба да се победува и да се игра. Дали тоа е она што фали денес на младите? Ајде кошаркари, нега се разговаруваме за кошарката. Мислам дека за условите да не се толку добри колку што може да бидат. Ладни сали, можеби некоја сала се лизга премногу или можеби кошевите не се доволно добри, но сепак треба да се адаптираме на тоа. И како екипи цели и како играчи конкретно, дали за млади или било кој, да, ако сме во најдобрата сала, еве Јане Сандански или во Борис Трајковски, кои што се големи добри сали, да, ќе излезе најдоброто од нас, но иако условите се против нас, да кажеме, пак треба да се има тој жар, да се доаѓа и да се гази цело време на било кој тренинг, било која утакмица, па понатаму да се стигне до левел или некоја друга држава или друга лига, каде што сите сали се добри, па понатаму да нема ни изговор за лоша игра на некој начин, да речеме. Можеби сега некои играчи го користат тоа за самите себе како изговор за лоша утакмица или причина да не се тренира, но сепак пак е моментот на се навраќаме нели на дисциплината и жарот да се дојде и да се сите ствари против тебе или услови или било кој да е, пак да се биде таму, да се биде присутен, да се даде максимумот, па за да стигнеме до некој левел кај што има. Да, те прашувам повторно за тоа што дали тоа е една од причините зашто нема професионални спортисти, нели како што кажам во Македонија. Мислам дека ли на тоа да се потпреме дека заради тоа немање доволно услови добри не може да се развиваат професионални спортисти? Тој израз кај нас мислам дека има многу поразлично значење или конкретното значење за професионален спортист кај нас не се знае суштината на изразот. Може да се има, бидејќи сепак секогаш зависи до играчот. Дали ќе дојде он секој ден да даде максимум од него, дали се карал со некој или не спиел добро или немал време да се одмори и се да е против него за тој ден, да има дисциплина во него и да сака за себе
да дојде да вако. Мислам дека тоа најмногу го прави професионален спорт и дисциплината што ќе има према спортот, да биде целосно фокусиран, да можеби да јаде квалитетно, да одмори како што треба, да направи конкретен тренинг поврзано со тоа во теретана или да работи на себе во текот на летото, за да стане се подобар и подобар играч за понатам. За условите... Тоа се жртви кои треба да се прават. Да, дефинитивно. Ги прави ли Јован сите тие? Да, и веќе почнав свесно да ги правам. Еве, ова лето најмногу се фокусирав целосно на кошарката, бидејќи сум бил добар со здравје, сум имал шанса, сум имал простор да одам редовно на тренинзи во теретана, да одам и на конкретни кошаркарски тренинзи, индивидуални, да се подобрат сите алатки за на теренот, да ми се смени менталитетот малце на теренот во смисла на игра, но и за подобрувањето на себе си. А мислам дека ако го прави некој тоа, јас конкретно бидејќи го направив, ми даде многу поразличен менталитет или мислам дека на некој начин ми додаде на мојот менталитет за кошарката. Так. Да имам уште повеќе желба да гризам и уште повеќе желба да се докажувам против противниците и со мојата екипа да биде, сите да бидеме на ниво на кое што треба за да постигнеме некоја заедничка цел. Так, Јован, ова го кажуваш и мислам дека ти само иницијативно ги презмаш сите тие работи. Не зборувам само за вашиот клуб. Прашувам генерално дали клубовите го овозможуваат тоа на сите играчи? Во текот на сезона... услови, ги имате тие услови. Во текот на сезона, мислам дека не ни може толку многу некој играч да се посвети индивидуално. Он може да се посвети индивидуално на себе за да ја задржи формата која што ја добил од тие тренинзи во текот на летот. А екипите секако имаат доволно дадено за да, например, ние кои што сме на некој начин да речеме странци, дојдени надвор од Струмица, да имаме добар смештај, да имаме добра храна, да ни биде приуштено теретана, се што ни треба за да бидеме најдобрата верзија од себе за екипата. Да. И да се очекува резултати од вас на крајот. Конкретно да може екипите дават добри услови во текот на сезоната, но веќе кога ќе заврши сезоната, на некој начин да речеме ние сме слободни играчи. До нас е тоа што ќе направиме во текот на летото, дали ќе тренираме квалитетно, дали ќе имаме например програма за исхрана, програма за во теретана што ќе не подобри за следната сезона која што доаѓа, дали во истата екипа или во некоја друга екипа. Тоа го прави спортистот или професионален, или некој што игра само за... За мене професионален спортист... така мислам. Да, за мене професионален спортист е некој што целосно се посветува на себе и целосно се посветува на спортот кој што го игра. За сите овие ствари, за се што ќе доаѓа со менталитет, со сите пречки што да идат максимално против нив, да е најдобрата верзија од себе секој ден и да сака тој 1% цело време да го извади од себе за секој ден, за да може да има успех. Јован игра на позиција? Позиција бек. Бек шутер, но знам и да влезам во некоја друга улога, во зависност што бара тренерот од мене. Сега, ми спомена дека во претходните екипи си бил на клупа одреден период и многу ме интересира што значи тоа од психолошки аспект за еден играч. Да биде на клупа, да нема минутажа. Да, тоа е многу тешко нешто, мислам дека за било кој играч, но тоа се зависи до квалитетот на играчот и колку може да придонесе за некоја екипа. Јас конкретно за себе си порано кога сум бил пред 2-3 години веќе, пак ќе се навратам на тоа дека ми е поразлично улогата во оваа екипа и претходно кога сум бил на клупа, можеби сум бил на клупа бидејќи не сум имал доволно добар квалитет и верувам во тоа дека не сум имал доволно добар квалитет. Но дали не ти било овозможено, не ти било дадено време на терен за да го покажеш квалитетот? Ми било дадено и мислам дека можеби не сум го искористил максимално, бидејќи не сум ги имал менталитетот и самодовербата што имам сега. Но тоа така требало да биде и со тек на време дошло во мене за да можам да играм сега на начинот на кој што играм, но претходно било од клупа за психолошкиот аспект тешко е многу, бидејќи можеби има и некој играч мисли дека може да придонесе, но нема да ја добие таа шанса и ќе биде на клупа. Но мислам дека и тоа да биде на клупа може да изгради некој играч, бидејќи секако од клупа имаш
прва карта и најдобар начин како да видиш ситуации од страна за акции, за движење во одбрана и после тоа кога ќе ја добиеш таа шанса да можеш да се покажеш пред тренерот и на соиграчите дека можеш, па од 5 минути да станат 10 минути, па од 10 минути да станат 15 минути и цело време да се накачува минутажата и можеби да стигне до момент кај што нема ни да седи некој играч на клупа. Значи се зависи од самиот играч. Да. И тоа што седи на клупа, како перципира и што прави од дефинитивно. клупата. Мислам дека од клупа може многу да се научи за играта и поготово за себе и да се покаже некој играч како може да изреагира на некоја таква пречка. Те видов ти реагираш бурно и овие 2 минути кога беше на клупа. Да. Те видов како реагираш на последниот надпревар. Пак се навраќа нели на мојата енергија. Сакам и мојата енергија да ја пренесам и од клупа, да ги поддржам играчите кои што се на терен во тој момент, бидејќи нив им треба поддршка и да ја одржаваат играта, можеби да стане подобра играта они кога ќе влезат во игра, бидејќи не знам, првите 5 играчи не успеале да го направат тоа што е нивна улога, па потоа кога ќе влезе некој од клупа ќе изигра нивната улога подобро и ќе добие повеќе минутажа, но сепак има поддршка од почеток до крај, дали на терен или од клуб. Битно е тимски да се игра. Да. Дали на Јован му значи статистиката? Дадени кошеви, асистенции, дали си себичен на терен? За мене статистиката секогаш паѓа на место позади тимската игра, позади екипата, бидејќи да, треба да се биде малце себичен од аспект на јас сега ќе идам многу подобар ќе бидам од мојот противник или ќе бидам најдобар во мојата улога што имам во екипата. Па дали со тоа следува да се дадат повеќе поени, да се асистира повеќе, да се игра повеќе одбрана, што и да следува со тоа. Индивидуалната статистика да, добро изгледа од страна или за некој за муабет, но мислам дека најмногу значи кој колку може да придонесе за екипата, дали не знам, некој ден не му оди шутот, па ќе асистира повеќе или ќе игра повеќе одбрана, па тој ден му оди повеќе шутот или може повеќе да поентира, па и ќе убаци и тоа од страна од сите други улоги што ги има на теренот. Себичноста и статистиката не те прави подобар кошаркар, така? Мислам дека воопшто не, бидејќи сепак е ова тимски спорт, не зависи екипата од еден играч. Секогаш мора сите 5 играчи да се усогласени целосно, за да може да има добар тек на утакмицата и успех за екипата. Знае ли Јован да губи? Дефинитивно знае Јован да губи, сум бил Што се случува и во моменти и во екипи на надпревари каде што зависела изгубата од мене, можеби јас сум бил крив, но мислам дека многу често, поготово оваа сезона, некои утакмици кои што сме ги изгубиле, знам да ја земам кривицата кај самиот себе. Бидејќи, да речеме, се држам себе на некое си високо ниво за успех и за игра и за се, и кога нема да го достигнам тоа и во исто време нашата екипа ќе изгуби, цела вина ја ставам на себе, но тоа е добро. Само критичен си? Да, многу. Треба да има да го искуси некој играч тоа, да губи подолго време или да губи некои си битни утакмици за да свати што значи победата и што значи да ги користиш и лошите моменти за добро на некој начин, да го извадиш спортски и да се изгуби, нели? Да се извади најдоброто од себе и на изгубена утакмица, бидејќи таму имаш најмногу грешки, нели? Дали си изгрешил пас, си промашил шут, не си изиграл добра одбрана, да бидеш само критичен и да се подобриш себе после, бидејќи сепак изгубена утакмица поминала, тоа е во минатото, се што може да се фокусираме на следниот момент, следниот тренинг, следната утакмица, па и на утакмица кога доаѓа со тоа, следната топка, следниот напад, следната одбрана. А што се случува на победа? Како на победа мислам дека има на победа секогаш има момент на летање во облаци на некој начин, да речеме, и ја има таа прослава после напревар, нели, дали сме играле многу добро или и сме играле лошо, но сепак има израз. Победа си е победа, но од секоја победа може и добро и лошо да се извади, но после победа дефинитивно има период на летање во облаци или се позитивно, се најдобро, но понатаму пак мислам дека тоа да не трае многу долго време и да не се лета во облаци, да бидеме приземени колку толку победа, да, но ајде да го направиме тоа пак. Да играме пак добро, да победиме пак уште една утакмица, дали е јака екипа или слаба екипа.
Да, тука ми е моментот, дали има моменти кога се плашите од ривалот, од другата екипа? Или моменти кога ги подценувате ривалската Верувам екипа? дека има многу моменти каде што знае да се деси подценување најмногу, бидејќи се зависи до екипата. Ако ние сме некоја многу јака екипа или сме на врво долго време, па ќе дојде некоја екипа што е на пониско ниво, и има момент секогаш на подценување и секогаш знаеме да го кажеме не ги подценувајте, а самата енергија само да си го донесе тоа, бидејќи на некој начин што се вика знаеме дека ќе победиме. Но за подценување има, знам дека се случува често тоа, а за страв не знам, стравот мислам дека е нешто кое што е интересно да се случи, но да одиш против тоа. Бидејќи ако некој се плаши од некоја екипа, тоа не е добро, бидејќи влегуваш на утакмицата и сега си изгубен, не знаеш како да постапиш, бидејќи пак го имаш тој страф у тебе, леле, оваа екипа е многу добра или таков некој менталитет. Има случајно тебе момент да те фати страф од страф од противник, да, но мислам дека веќе тоа го имам сменето кај себе. Знам да му го дадам да дадам целосна почит на противникот, дека е добар, дали екипата добро игра или било кој играч, дека ќе треба да се соочам со него, да, он има ваков квалитет, но сепак оние играчи, можеби тој ден него најмалце ќе му оди, или јас ќе го натарам со мојот тип на игра, он да не биде на неговото високо ниво што е во секој дневи. Или ако сте вие на домашен терен, има тоа влијание? Ако играте на домашен терен? Да, многу влијае. Публиката како шести играч кај нас влијае многу, бидејќи носи добра енергија и добар моментум. Мислам дека и на најмалиот добар потез реагира публиката и тоа е доволно да те разбуди малце као тука сме, луѓето се дојдени за нас и треба ние да им дадеме добра игра за нивната поддршка. И тоа да не донесе... Ве бодре публиката за да има случаи каде сте победиле заради добра публика. Да, дефинитивно не... Имам јас осетено дека мене лично и имам приметено и за мојата екипа дека нема дигнато малце на повисоко ниво и моментот да не ги разочараме на домашен терен сега. Срамота е на домашен терен да се губи утакмица. Сега екипа на публиката најмногу се нервира кога ќе промашите слободни фрлања. Како се случува тоа? Знаеш, ние си седиме од страна и гледаме, ама слободни промашува. Да, нели најлесно е од страна. Да се види да се каже како може ова да го промаши или како може слободно. Зошто промашувате слободни фрлања? Како се случува? Не знам, јас трема, за себе, пак тука трема е нешто? Мислам дека не е трема, но мислам дека има момент на психа и спремност во исто време. Секој момент, нели, во кошарката треба да се истренира максимално за да се биде спремен за тоа. Но мислам дека и колку слободни да шутираш и да си спремен да шутираш слободни, го има моментот на психа ако почне многу да се премислува како да ја шутнам или што значи ово слободно или нешто поврзано со тоа, дали ќе ја погодам, дали ќе ја промашам. Мислам дека треба само да застанеме најпозитивно што е и само да се шутне тоа слободно и да влезе, да имаме плюс 1 поен за понатаму. А моментот со тројките, знаеме да кажеме на некого му тргна и цел надпревар ќе дава тројки. Тоа е најмногу спремањето за надпреварите. Да се истренира тој шут, точно конкретниот шут што ќе се земе на утакмица и да бидеме ментално спремни дека ќе го погодам без разлика на што и да е. Да, има многу моменти каде што на некој играч ќе му тргне многу, па ние играме повеќе за него бидејќи е влезен во некоја зона на погодување шутеви, дали се тројки или што и да е. И постојано топката е кај него. Да се искористи максимално тој момент. Дали погодил дури еден шут само ако погодил, да видиме дали може втор, па понатаму да го користиме тоа во текот на надпреварот како оружје на некој начин, дека овој играч сега ако му ја дадеме топката, знаеме дека дефинитивно ќе погоди тројка или ќе погоди слободно или ќе ни даде максимален учинок во тој напад. Така. Интересен ми е моментот, знаеме дека кошарката е доста динамична, нели? И знае во последните 5 секунди да биде решавачка ситуација. Да. Како се чувствувате во тие моменти? Јас порано како се вика многу... пресинг тоа беше?
да речеме дека е пресинг, но мислам дека тоа го прави спортот интересен, поготово кошарката има многу неизвестни такви моменти во последна секунда каде што се решава надпреварот со еден кош или со тројка или дали треба одбрана да се изигра, но јас порано сум имал многу трема во такви моменти. Бидејќи не сум бил заслужен можеби за тие моменти, не сум имал улога во тие моменти за екипата, можеби сум бил на клупа, а сега веќе адреналинот расте. Да, и имам возбуда за тоа што следува. Дефинитивно сакам да е најпозитивно ние, да ја победиме утакмицата, да дадеме кош во тој даден момент и да имаме победа и па да биде секој како што треба и јас да бидам заслужен за тоа. Дали треба јас да дадам кош или да дадам точен пас и точно да изреагирам за да биде некој во таква ситуација. Тогаш е најголемиот притисок во кошарката, предпоставувам. Да, има многу притисок, поготово затоа што треба да го земе тој шут или да биде заслужен за кошот и за победата. И во исто време може и после тоа да се збори дека ако го промашил шутот, изгубивме. Да, секако. Тоа е неблагодарноста во Да. Има и такви моменти многу, но не може секогаш да падне кривица на еден играч. Секако да, има можеби моменти каде што некој играч може максимално да помогне и да направи нешто поразлично од тоа што направил, но сепак е тимска игра и екипата треба да се размисли дека ја изгубиле таа. Да, овде ќе го споменеме Владо Илиевски. Со нели поенот кој го добиш шутот тројка беше така и ја реши утакмицата и леле што направивме. Да. Мислам тоа остана. Верувам дека долго време да се памети. Не се сеќавам точно, но верувам дека можно е Марин Докузовски кој што беше тренер тој период да нацртал некоја акција за он да стигне до топката да го земе тој шут или можеби бидејќи му верува најмногу или он е најспремен играчки и психички за тој шут и да се справи со последиците позитивни или негативни, но не знаем, важно он ја погоди и ги пречекавме многу добро. И тоа е историски момент кој ќе се памети. Да, дефинитивно. Јован, гледаш НБА лига? НБА лигата не гледам надпревари, гледам само видеа од најдобри моменти на надпревари, бидејќи не ги гледаш целосните надпревари не, бидејќи НБА лигата е многу целосно различна според мене од европската кошарка и кошарката што играме тука кај нас или во повисоките лиги што се тука во Европа. И затоа повеќе обрнам внимание на европските лиги, најмногу на Евролигата, но секако се прати најдобри моменти или некое закуцавање или некоја тројка за победа што било од НБА лигата, бидејќи кај нив најмногу е развиено за маркетинг и камери и такви ствари. Па тоа сакав да прашам, дали повеќе сега целосно завртена НБА лигата, нели маркетиншки, повеќе да се промовираат и да се прави некако поголема презентација на сето тоа, отколку да се игра квалитетно. И познава чисто на кошарката ми кажа дека порано не се свира толку често фаул, како сега се свира. Сега се некако понежни или намерно се глуми нешто, се прави? Не знам, смената, мислам дека многу е смената. Кошарката во глобала во светот. И ми кажа, веќе не е интересно да се гледа од таа причина. Да, многу, веќе не е ни... За мене не е интересно, бидејќи на некој начин нема толку многу... Има битки, но не е некоја си така блиску да има тензија или да има притисок за некои моменти. Секако има такви надпревари многу во НБА лигата, најмногу можеби кога ќе дојде периодот на плейоф или финалето во НБА, каде што најдобрите екипи се соочуваат и најдобрите играчи одат едни против други. Не знам, кај мене јас многу сакам да гледам добра кошарка и да има интересна игра, бидејќи тоа и ние го правиме и јас таков тип на кошарка играм тука кај нас и тоа е целта, затоа повеќе е обрнато внимание на Евролига за мене, јас да гледам тоа и бидејќи тоа е најприближно. НБА лигата за мене на некој начин да речеме шоу. Секој втора, трета утакмица се случува некој да даде по 45, по 30 поени. Не кажам дека е многу лесно да се даде, секако е тешко толку многу поени да даде, но тоа се навраќа и на квалитетот на играчите. Има многу број на квалитетни играчи во НБА лигата, но сепак како
како тимови, како тимска игра и надпревар за гледање е многу поинтересно за мене. Евролига и европска кошарка, него НБА лигата. Кој е твој идол? Мој идол од мали години ми е Коби Брајант. И за се што стоел он, неговиот став према кошарката, неговиот менталитет, он сам си измислил тоа негово алтер его на некој начин, да го речеме, црна мамба, да моментот на жарот и гризење на терен да биде подобар од било кој што е околу него или против него, да се влюбиш во процесот на подобрување и тоа да си донесе сам свој резултат, да ги направиш сите точни чекори за да добиеш резултат во спортот. Заради него Јован стана кошаркар? Кажа што од мал го гледаш. Да. Или Майкл Џордан тука нешто, ние кога бев Майкл Џордан не сум имал шанса да гледам многу, мислам сепак. И јас имав затоа што сум постар од тебе. Да, затоа мислам дека ние, мојата генерација израсна на тие играчи. Коби Брајант, Леброн Џејмс, Кевин Дурант, тие 2010 години, еве и 2000-ти години некој ако имал шанса да гледа такви надпревари, бидејќи и тогаш, како што рековме, поразлична била кошарката во НБА, но мене Коби Брајант ми бил тој што бил над сите, поготово за менталитетот. Како дете не сум го разбирал таа толку многу, но сега како постар и веќе и влезен си во светот на кошарката. Да, многу го разбирам имаш научено нешто од ми кажа, нели, и начин на размислување и животен стил. Од него многу. Има многу играчи кои што пробуваат да направат рекреација на тоа што го правел он, но можеби на некој начин тоа што го правел он е однесено до екстрема, бидејќи он можел да го направи тоа. Му било приуштено и сам сакал. Добро е да се наметнеме према некој таков играч и да го земаме како пример само од моментот да се подобруваме себе си цело време и да ги правиме точните чекори за да може. Јас тоа го имам видено од него и од многу други искуства на други луѓе, од сам мои искуства, но најмногу секако како водечки човек, идол да го имаш таков некој играч. Но сепак да бидеш, кажавме, да си бидеш свој со своите квалитети, не да бидеш бледа копија на некој, нели? Да си има свој жар и извини. Да си има свој шмек на некој надред, да речеме, или свој стил на игра, кој што за себе на ниво и пробаш да го подобруваш таа цело време. Да, имаш ли ритуали пред надпревар? Кога сме кај животниот стил и начин како Јован живее во Струмица тука? Имам после едно друго прашање, да не го заборавам. Ритуал, да, многу, бидејќи мислам дека тоа е нешто што не држи цело време на добар пат за тоа што следува. Да, ритуал на тренирање редовно, на правење добар опоравак од тренинзи и внесување квалитетна храна, можеби некои суплементи. Ритуал имам за најмногу за денот на преварот. Да, во колку часот доаѓаме на терен, како изгледа загревањето чекор по чекор, па кога ќе отидеме во соблекувална, па кога ќе се вратиме од соблекувална како тим да се загрееме и се до почетокот на преварот, кога ќе се потврли топката и кога ќе почне. Так, имаш некој суеверија пред надпревар? Пред надпревар имам, да, имам и во секојдневието цело време на претходно не бев свесен за тоа, но отпосле сватив дека несвесно ги правам, нели? Но после тоа разбрав дека левата патика цело време ја облакам пред десната. Ја облакам лева-десна, па ја врзувам лева-десна. Но ти си левак. Со лева рака шутирам, а со десна рака пишувам. Аха. Да, понатаму ланчето што го носам во текот на индивидуалното загревање, кога ќе се симнеме доле во соблекувална, тогаш го соблакам и го оставам во соблекувална. И тоа мора да биде така по распоред. Да, инаку со мене ја зимам топката со која што ќе играме на надпреварот, ние што ја одбираме како на домашен терен. Тоа само на домашен терен го правам, бидејќи ние ја бираме топката за игра, ја зимам со мене кога одиме во соблекувална. Со тебе и ја постојано носам со мене кога излегуваме горе на поздрав. Другите од тимот некако нешто се бунат, зошто е топката кај тебе, што се случува, магија Мислам правиш? дека никој ме нема ни прашано, можеби сега ќе приметат со играчите дека го правам тоа, но
не знам, на некој начин да речеме, носи добра енергија, да ја внесеме добрата енергија во топката, да биде на наша страна кога ќе играме. И тоа некое друго не можам да се сетам. Знам и од кога дојдов во Струмица почнав да го правам тоа, бидејќи носиме маички за загревање над дресовите, од кога ќе се договориме се пред да влеземе на терен, кога ќе ни каже тренерот што ќе правиме. Како ќе правиме? Одам на крајот од клупата, таму ја соблекувам маичката, го местам дресот и тука поминувам им пружам рака на сите соиграчи и излегувам на терен. Си имаш процедури како се излегува на Да. терен. Јован, има ли време за приватен живот во Струмица? Дефинитивно. Има и многу... Внимавај што ќе каже, струмичани ќе гледат. Има дефинитивно и јас уживам и многу во тие моменти кога ќе дојдат да има дружба со соиграчите и да има некој кафе со некој другар или другарка тука во Струмица, да има на некој начин да ни се одземе размислувањето и главата од спортот, да нема толку многу притисок, кошарка, да се ужива и во другите моменти надвор од теренот. Дали е дружба со соиграчи, сме имале многу дружби да прославиме победа или да само да градиме хемија надвор од терен или што и да треба да се. Јован, од секогаш моје барам мислење е дека нели кошаркарите, генерално и спортистите се едни од најпосакуваните мажи во Струмица. Дали се уште е така? Дали Јован има обожавателки? Лично не знам дали имам. Мораш да бидеш искрен до крај сега. Искрен сум, бидејќи знам дека постои тој момент на обожаватели и некој што не следат цело време, некој да дојде мене да ми каже конкретно ние сме ти обожаватели за спортот или за дека сме у Струмица. Верувам дека има и тоа е добра ствар да има луѓе кои што ќе не зборат дали добро сме играли или лошо сме играле. Верувам дека има, сега за сега сме тука. Имаш и обожавателки, мора да признаеме. Не би знаел. Од страна нешто што слушам има... Так, нека е, тоа е убаво, да имаме и публика. Да. Активни сте и на социјалните мрежи. Ти пречи ли некогаш ако има некој негативен коментар за тебе? Не, знам многу да примам критика и никогаш не сваќам ништо при срце. Кога ќе видам некој негативен коментар или некоја критика, сакам само да ја разберам суштината на тоа што е кажано и која е целта за тоа што е кажано, дури ако е некој празен коментар, не може многу да ме допре, бидејќи сепак сакам да си бидам цело време позитивна енергија и да сум среќен и радосен од тоа што го правам. Ако има некој негативен коментар, знам да го прочитам и после тоа само да го тргнам на страна, не го размислам многу да го разглавам. Така. Многу често знаеме да кажеме дека критикуваме секогаш кога ќе се изгуби надпревар на некоја квалификација европско или како да е првенство. Единствено знаеме да пофалиме кога ќе освојат титула или кога ќе се добри. Не знаеме да поддржиме во моменти кога најмногу им треба на спортистите. Да. Како вие гледате на тоа? Еве ти како спортист, како гледаш на тоа? Нормално е тоа. И најмногу треба да влијае само мислењето од тој што значи, да од тренерите, од луѓето кои што се во организацијата на клубот, можеби мислењето на соиграчите едни со други за било која ситуација. Секогаш компетентни луѓе. Да, секогаш знам дека има коментари од страна додека трае утакмицата, кога ќе заврши, требало вака да направи овој играч, така да направи овој играч, но мислам дека и многу е лесно да се каже од страна треба ова вака да го направиш, така да го направиш, но кога ќе се влезе на тие 4 линии, кога има и притисок можеби за победа или притисок во глобала, бидејќи играме против некоја екипа, сепак треба да не разберат и нас дека и нас не ни е толку лесно. Можеби тој ден не ни иде за шутот, да поентираме, не ни оди ништо, можеби ќе играме ќе го играме најлошиот напревар од сезоната и после тоа какви сака коментари нека има, но после тоа истите тие луѓе кога ќе има успех или кога ќе има некоја
јака победа, они се тие кои што ќе не воздигнат. Така. Секакви има коментари од страна, и позитивни и негативни. Так. Ние како публика треба да ве бодриме во сите моменти. Да. И лоши, Да. и добри моменти. Јован, сакам да прашам за самиот тим. КК Струмица. Како функционирате како тим? Каква, не може да се каже соработка, туку комуникација со тренерите? Како функционирате? Нашата екипа оваа година мене многу ми се допаѓа и Ти си единствено од страна или Не. Петорица сме надворот од од Струмица. Двајца од Скопје, еден од Куманово и двајца од Кавадарци. Така. Мене многу ми се допаѓа нашата екипа. Уште од почетокот сме заедно, сме се дружеле надвор од терен за да изградиме некоја хемија, па дури и хемија на теренот. Секако има и тешки периоди или моменти каде што не се усогласуваме или ќе има лоши моменти, најчесто се случува тоа после пораз, но сме имали и промени во екипата, да дојдат нови играчи, некој играч да си оди, па тоа малце да донесе друг предизвик во екипата за да се усогласиме, но мислам дека многу добро ни оди. Во моментов имаме успех и добар тек на утакмици. Сега сте прва лига? Да. Целта ни е да влеземе во Суперлигата. Затоа треба да ја освоиме цела прва лига и да сме шампиони, да дигнеме трофеј. Так. Јас се надевам на тој успех. Фала ви. Се надевам дека во иднина ќе разговараме повторно јас и ти за многу поголеми успеси. Да, следното гостување да биде можеби со трофеј на масата или дај Боже. да има веќе поголем успех и да бидеме во Суперлигата како една од екипи таму и подобрите екипи. Не го споменавме бројот 5. За малку ќе го заборавев. Гледам дека имаш истетовирано и на раката, број 17. Ми кажа дека број 5 е среќен број. Да. Неофицијално, нели, пред да почне подкастот, нешто ми спомена и за Владо Илиевски, дека некако судбината ти кажува дека број 5 е твој број. Да. Играш број 5 дресоте? Да. Многу моменти имало каде што ми се потврдило дека требало да играм број 5 во Струмица и на некој начин дека тој број ме одбра мене или бил запишан некаде за мене. Од првиот тренинг кога бев дојден во Струмица ни деле адресови, имаше некои бројки кои што сакав да ги одберам, не беа слободни и остана бројката 5. Ја земав и понатаму следуваше да ми се потврди дека треба да играм број 5, најмногу со Владо Илиевски, да, бидејќи он бил левак, има носено број 5 за нашата репрезентација и има потекло од Струмица и е бек позиција и истото кое што сум јас во Струмица, број 5, левак, бек позиција и немам потекло од Струмица, но сум во Струмица. Готов си, струмиченец си, готов си. Останува уште историски момент да се случи и со тебе и да те пометиме. Уште многу години. Можеби. Да се надеваме дека ќе биде тоа целосниот успех за оваа сезона, но можеби и некој конкретен момент да биде сличен на моментот кој што го имал Владо. Така. Се надевам дека ќе се случи и тоа. Јован, сакав за крај тоа да го оставиме малку да продискутираме за младите. Какво било твоето искуство кога си бил помлад? Дали си учел од повозрасните? Дали си прашувал, си слушал совети и си учел од нив, или си имал его дека ти најмногу знаеш? И еден совет да ни дадеш како да функционираат младите спортисти надежни и сите они кои сакаат да станат професионални спортисти. Каква е да е, нели, ситуацијата во државата? Во моето секојдневие од кога сум бил помал и сега сум ги слушнал тие што имале повеќе искуство и што биле постари од мене. Многу сум сакал и сум поставувал многу прашања за да знам како да постапам во даден момент, како да изреагирам кога ќе се случи некој момент на напревар. И тоа мислам дека и колку толку ми има изградено мене како човек, али како играч. Бидејќи, пак ќе се навратам, да примам критика, да не сум толку само бендисан, да кажам дека сега јас сум над сите тука
и не може никој мене да ме допре на некој начин. Никогаш не сум ги имал тоа размислување, бидејќи тоа мислам дека може само да те држи во место, не може да те однесе на некое место подалеку. Цело време сум примал совети од тренери, од соиграчи, сум имал постари соиграчи кои што играле на повисоки нивоа од Македонија и сум сакал да бидам на места каде што биле они. И најмногу е тоа за млади играчи, да слушаат, да учат од своји искуства, свесно, и да учат од туги искуства, како треба, како не треба, и позитивите и негативите, за да може они да ги донесат правилните одлуки, за да стигнат побрзо или можеби да стигнат на место каде што треба да бидат, да припаѓаат, за да можат да бидат кошаркари, да бидат тоа што сакаат они. Имаш тренер кој те оставил белек во досегашната твоја кариера, со кој имаш играно, или совет кој ти има дадено тренер што те води до сега во животот? Да, ги ценам сите тренери што сум ги имал во мојата кариера и од секој тренер може се различно да се научи. Ќе го поздравам мојот тренер кој што ми е за индивидуална спремност во теретана и за кондиција и физичка спремност, Анатолий Романов. Со него сум од млади години на индивидуални тренинзи, он секогаш ме советувал да дадам се од себе, да бидам најдобра верзија од себе, и од сите тренери ми има останато тоа да пак да бидам свој, да не се менувам и да не пробувам да бидам некој кој што не сум. Дали за специфична улога која што имам во екипата или за начинот на кој што играм и начинот на кој што го давам мојот удел за да има успех било која екипа од која што сум бил дел. И ми фали сега во овој разговор да ни кажеш некоја интересна или необична ситуација која те си има случајно на надпревар. Имаш? Или некоја лоша, знаеме дека има различни ситуации. Да, ќе се навратам на претходната сезона. Имавме битен надпревар кој што ако го победевме тој надпревар ќе ни беше многу олеснет патот кон нашата цел, а ако го изгубевме ќе требаше да одиме по потешкиот пат. Дојде момент на 40 секунди до крај на надпреварот, ние имавме водство, имавме топка за да ја решиме ситуацијата во наша полза, и јас може да речеме дека избрзав у тој момент, бидејќи имавме 5-4 ситуација, дадов лош пас или можеби преак пас кој што мојот соиграч мислеше дека е за некој друг. Топката отиде директно во рацете на противникот, он има чист кош. И тука малце не падна на енергија и не успеавме да се вратиме од тој момент, да, и го изгубивме надпреварот, и мислам дека за претходната сезона кога бев тука, ми даде тоа дополнителна желба во себе да бидам уште подобар и подобар на преварите што следува, но поготово оваа сезона да имам дополнителна енергија во мене, да вако. Битно е што Јован учи од грешките. Да, таа беше грешка што те научи? Дефинитивно, бидејќи не сакав со никој да правам муабет, останав 2 дена, што се вика, затворен дома со своите мисли и го премислував цело време моментот, но сепак минато е, не можев никако и у моментов и тогаш да го вратам тоа, и се фокусирав на понатамошните превари, тренинзи и се што следуваш. А за позитивно не сум имал некој таков момент да треба да решавам надпревар или да треба јас да земам некој шут. Само имало некои моменти на надпревари во текот на цел надпревар каде што сум влегол во таа некоја, како што ја кажуваат, flow state, зона на целосен фокус и целосно се што правам доди во моја полза и да е на најдобро. Секој шут да го погодиш, да играш одлична одбрана, да го погодиш секој пас и секој следен нареден момент што ќе доаѓа доди во наша полза, и јас да сум целосно заслужен за тоа. Најсрекни се кога ќе погодите тројка? Или добра асистенција? Не, за мене најдобро изиграна одбрана тимска, но и индивидуална. Некој каде што он ќе проба да изигра против тебе и ти можеби во
една или повеќе ситуации ќе изиграш многу добро одбрана против играчот и веќе му влегуваш под кожа дека он не може да изигра против тебе. Многу и знае мене некоја добра асистенција или така да ме израдува, но и забивање има многу голем удел. Дали е забивање преку некој играч или украдена топка па забивање во контра, носи многу енергија и задоволство за себе. Јас се надевам на многу успеси понатаму. Фала многу. На многу освоени и титули би кажала. Да. Споменавме стремите кон Суперлига. Да. И Јован, каде се гледа во наредните години? Ќе остане во Струмица? Јас многу би сакал да останам во Струмица. Во моментов таа ми е главната цел, да имаме максимален учинок оваа сезона, да постигнеме влез во Суперлигата, а за понатаму во годините што следува, јас ќе работам цело време на себе и да додадам повеќе вакви лета како што сум имал претходно во лето, да се подобрувам себе си за во моментов каде што сум како странец, нели, сместен во друг град, што следува со него, дружба, тренинзи, надпревари, да биде на многу повисоко ниво, дали во Македонија или надвор од Македонија, да ја искусам таа по јака кошарка и повеќе притисок можеби за надпревари и притисок за себе да имам успех за понатаму. Да, а јас ти посакувам успеси, но ќе не биде убаво и овде на терените да те гледаме уште малку, да уживаме. Кажавме, не си скопјанец, ние те чувствуваме како струмичанец и мене ми беше навистина мило овој разговор што го направивме заедно и мило ми е што има млади луѓе, посветени, ентузијасти, кои знаат навистина што значи да се бавиш со спорт, прават жртви, но и уживаат во тоа што го работат. Мило ми е што имаат вие и сите во Струмица прифатено некој надвор и се надам дека ќе бидам тука и да бидеш репер за младите спортисти. Да им дадеме насоки како треба во животот да се биде. Да има успех и со тоа да биде некој пример за млади и за сите што се во Струмица или и надвор од Струмица, да земат некој пример, да можеби ќе се измотивираат или ќе сакаат самите да почнат да работат на себе повеќе и да се најдобрата верзија од себе. Така, јас би ја поканила струмичката публика да ги посетува надпреварите кошарка, затоа што поддршката ви е најбитна, нели, во секој момент. И уште еден апел до сите оние институции и одговорни луѓе да се погрижат за инфраструктурата во Струмица, затоа што ќе продолжам постојано да зборувам дека нема добри услови за игра во Струмица, за било каква спортска игра. На вас одговорните останува да се погрижите за инфраструктура, затоа што е навистина жално вакви таленти да не можеме да ги извадиме во најдоброто светло. И пред самиот крај, Јован, јас да ти дадам поклон од нашите спонзори Јока. Сепак, нели, за да бидете здрави спортисти, да го дадете максимумот од себе, треба се храните здраво. Поздрав и до вас и се гледаме наредниот подкаст. До гледање.